Александар, здраво, многу ми е драго што те гледам пред се после долго време, а особено што те гледам како прв мој разговор во оваа нова сезона на Хоризонт Телма. Ти благодарам на И поканата. да кажеме, добро се држиш, што значи дека она што го правиш има убав фидбек врз целата твоја општа состојба. Ти благодарам. Оние кои што можеби вака визуелно некако не те препознава, доволно е кога ќе почнеш да зборуваш да те препознаат по глас. Па Да. ева ти донесе ли глас од слава, бидејќи најзошто те прашувам, мене по глас ме препознаваат, но далеку е мојот од твојот. Па да, во принцип не сум по славата толку многу, можеби ќе бев пославен да Те разбирам скроз. да ја бркав славата, но ете така да, по гласот ме препознават. Зависи кој. Има луѓе што тотално не работат на таа фреквенција. Ние долго се познаваме со оглед на тоа што заедно движевме нискодниците на филолошки факултет. Како вчера да беше. Како вчера да беше, а нешто што како вчера да беше е твојот настап и ми е драго што тогашните професори и професорки, ако добро паметам, не случајно ти дадоа задача и ти тоа го направи неприкосновено на една славистичка вечер ме потсети така, на филолошки, на филолошки, но ти тогаш мислам дека рецитираше на белоруски јазик. Да. Ние бевме русисти, а инаку ти си македонист по вокација. Македонист, да. Да. Македонски јазик и јужнословенски јазици. Јужнословенски јазици, ето така некако со Митов што го споменав, да, како легендарниот култот најстрог професор. Така го препознава, но многу му се плаше, но исклучително. Но исклучително фантастичен. Да. Мислам дека повеќе беше тоа некоја стигма околу него кога ќе имаш директна средба. Можеби како деца сепак, нели, млади, па слушавме, да. За него слушавме дека е многу страхотен, но не е така. Одличен беше. Да. Таму почна реално на факултет. Иако имаше некои индиции и по основно, средно, мислам, неосвестени, нели, кој да рецитира на некаков патронат или нешто така да. Сега на новите генерации можеби ќе им звучи многу чудно некој да се одлучи да студира македонски јазик и книжевност. Да. И ситуацијата не е добра колку што. И не е добра, катедрата не може на апарати. Да се ние бевме отприлика 100 студенти. Така, а сега мислам дека имат проблем да соберат 10 души на катедра. Да, во замирање катедрата, па како еве се одлучите за македонски јазик? Па што за да ти кажам? Немав идеја, нели? Дали ова или она, некако по линија дека повеќе ми се допаѓа. Мислам ме влечеше по освен биологијата од природни науки некако. Да, ова не сум знала. Да, биологијата, да. А во суштина, нели, како некоја настрана од, нели, вокацијата и професијата, природата некако најмногу ме фасцинира. Да, затоа ќе зборуваме, судбината направи да се живееш и таа љубов денес, која што навистина ти носи многу благодет, особено на душата. Да. Споен си со природата, но ќе дојдеме и до тоа. Да. Како ти се случува да започне твојата кариера како човек кој што е препознатлив по својот глас, односно сосема со право, бидејќи ти си еден исклучително едуциран кадар, кој што и како добро го владае македонскиот јазик. Ние како држава многу зборуваме колку ни е важен идентитетот, постоењето, но јазикот некако не само што е ставен на маргините, туку и зопачен, па дури и онаму каде што, да речеме, треба да биде поставен онака како што е правилно, но тоа е далеку од реалноста. Ти сепак и мислам дека се повеќе се оддалечуваме од некакви вистински. Ние веќе сме оддалечени, не знам. Сакам да кажам дека насоката не оди кон тоа да го практикуваме како што треба, но туку се подалеку. Можеби тоа е одраз на новите времења, знаеш.
Како почна? Па несвесно и спонтано. Веројатно беше вистинскиот избор, иако немав ја идеја што ќе правам во животот, со што ќе се бавам, но испадна дека токму македонскиот јазик, оно што го студирав, ме оформи, ми даде некакво теоретска подлога за тоа што ќе го работам. Го споменавме Мито Митов и после него дојде Лилјана, како се презиваше? Минова, да, Лилјана Минова, како шеф на катедра, и они има на соработка со Снежана Клинчарова од МРТВ. Она беше уредник на научно-образовната програма и направија некоја соработка во која што не вклучија неколку така по пробивни студенти. Интересно да колку работиме на не лоцира и проект. препознаваа тогаш оние кои што не едуцираа, така да и тие помагаа во тоа твојот потенцијал како треба да се искористи. И правевме емисија за македонскиот јазик со различни содржини, прилогчиња, некои скечеви во кои што ги работевме тоа. Литературен јазик, функционални стилови. Интересно беше. Мислам дека тоа така започна, па работевме некакви аматерски театри. Едва се собравме, се викаше трупата. Ја поставивме Царот Едип. Јас бев Креонт. Ова не сум знала. Братот на мајката на Едип. Интересни времења. Интересни така времења, некако, да, многу уште за време на спаѓаше факултетот. милиони урбани ликови кои што му дадоа печат на овој град. Низ она што се вели култура, авангарда, тогашна и многу ентузијазам. Тие генерации по тоа се препознават. Како изгледаше еве работата во македонската телевизија, односно практичните вежби, кои што беа задолжителни, доколку некој сака да биде новата Бранка Станковска, која што важеше за многу строга и со право. Немав таа чест да ја запознам Бранка Станковска. Во суштина ги спомна славистичките вечери. Имено Емил Нијами, братот на Емица Нијами. Поздравиме. Да. После таа славистичка вечер вика, зошто ти не се обидеш, вика, не конкурираш, вика, во Ајден има отворен конкурс, се уште отворен конкурс за спикер. Во тоа време мислам дека беше Лазе како се презиваше. Они Анета Ветерова. Да. Беа тандемот. И тој замина некако и они бара машки спик, барале, јас не знам за тоа. И вика, јави се, викам, на продуцентот Паковски, даде број. Да, се сеќавам. Се слушнавме со него, кој си ти, што си, како си, студент, македонист. И добро се договоривме да отидам таму, отидов, вика, ти си, вика, тој по телефона. Уште зелен таков, знаеш. И така влегов. Интересно дека и колку да сме биле зелени, многу бевме одговорни и дисциплинирани. Да, имаше потенцијал. Апропо муабет за школата, значи на Борис Тегов, не знам дали се сеќаш на Борис Тегов? Не. Ајден го ангажираше, Ама ова е пред јас да стапнам во Ајден, тој период. Така, да, веќе малце ми е измешано, да. Може Катеда беше една од ученичките, мислам од новите млади деца што ги прими Ајден. И они држеше некакви практични вежби околу право говор, дикција и така натаму. Борис Тегов беше спикер во Македонско радио, каде што јас па кратко бев реално во Ајден. Мислам, продолживме да соработуваме со тоа што продолжи во Македонско радио. И мислам дека реално таму не толку од некакви вежби, практики, туку работејќи и слушајќи ги постариве колеги. Симон Беличанец, например. Некако таа атмосфера ме Да, радиото е посебна магија. Да.
Знаеш, Кој како се седнал крадејќи зад од нив, радискиот слушајќи. микрофон, некако... И особено македонско радио, не го затоа што напушта. сепак они работеа, барем додека јас бев таму, по некакви стандарди кои што се на едно друго ниво. Добро, еве И- како изгледаше еве, да пренесеме, бидејќи навистина ова сега би им звучало како научна фантастика, дека треба пред да седнеш и да се обратиш на публиката, дали како спикер на радио или како водител, дека сепак тоа е процес на едукација, дикција, Така. вежби. Со сите тие вежби, со молившето во уста, со... Да. Одамна беше како вчера да беше. Како македонист, еве, дали за момент се отвори некаков пат за да го работиш тоа што си го студирал во нова синхронизации? Па спонтано беше ти на тоа некако. Знаеш, кога си млад не размислуваш, него едноставно се впушташ. Да, но И ги во тоа прифаќаш време ќе кажам предизвиците. слободно, таквите катедри беа на цена. Никој немаше ноншалантен однос кон тоа или да се изостави да се дојде до оваа ситуација каде што повторно ќе кажам на апарат е катедрата за македонски јазик. Да. Добро, дали се сеќаваш на својот прв ангажман, Каков ангажман? да речеме за реклама, Така, да. да кога почнува веќе да те барат да се слуша твојот глас и да стане со тек на време препознатлив за публиката. Се сеќавам и тоа на мојот драг колега Јован Миовски, Јово Брамс. Јово Брамс. Да. Он тогаш не беше во 103 ми се чини се мотеше, веќе не беше во македонско радио, иако и он има работено таму. Но прекрасен колега, еден широк човек. И он за рака ме зема, отидовме во Видеолаб, ке Дејан Пејовиќ, првата реклама, како беше, за Кока-кола ми се чини дека беше. Да. Он некако ме внесе во тој бизнис. Интересно, да. И многу научив. Мислам, практично од тие луѓе. Еве, дали може би имаш нешто незаборавно како случка, да речеме, во тој процес на снимање многу реклами? Бидејќи многу е интересно кога нешто се снима, тоа публиката не го знае, бидејќи секогаш задолжително го добива конечниот резултат, но ние и како знаеме да си ги сочуваме. Да си ги пуштаме тие лапсуси и грешки, да се смееме. Но некогаш ќе излезат на површина, да. Ти се случувало еве да влеташ, да задоцниш, да мора... Да имало такви ситуации. И во македонско радио, и тоа е многу зезнато. Кога си задишан да почнеш да зборуваш како што треба. Или настинат. Онака во последните секунди влегуваш или веќе почнува овако новинарот да ја води, утринска беше, да. Имало неколку ситуации каде што Некоја случка вака фотофиниш. Имаше една, мислам, од оваа перспектива сега е смешно, иако тогаш ми беше многу стресно, да. Тој нервен времеплов, што уште може да се најде некаде по YouTube. Не знам дали го знаеш тоа. Не знам, нервен времеплов. Нервен времеплов, да. Каде што тотално се губам, да. Ден кој што си треба да го преспиеш, едноставно, така, не те бива дента. Мислам, не те бива. Бркаме некое совршенство, нели? Да биде баш совршено изговорено и проблеми. Беше тоа во Division, во Rock and Roll Studio, во Керамидница, да. И работевме 2 емисии, Top Speed и Enter. Едната беше за автомобилизам, другава за IT, за компјутери и така натаму. И не те бива дент. И почнуваш и сега грешиш. Сам грешиш. Тоа може да помине, ама ти сакаш, нели, да го изговориш како што треба. И имав такви жути минути, што се вели, со викањи. И сега
и момче монтажиров, он уште помлад од мене, и тоа му се видело интересно, така да веројатно си направил компилација онака од the highlights. Кај што На тие грешки многу им се редуваме да ги слушаме, нели? Да, беа смење, па офнет, па кајгана, па ги објавија, па коментари од здола, па бе стресови, што да ти раскажам. Но ама некако, знаеш, не гледам дека и од соработниците дека некој многу се потресе дури така на шала, на смеја. И од оваа перспектива е да. Знаеш како вилат убавиот глас надалеку се слуша? Да. Па ева, кој е твојот став во однос на тоа да се има една таква дарба од Бога дар, да имаш прекрасна боја за дикција? Па фала му на Бог. Да, но еве колку ти ги отвори вратите гласот, па и приватно да речеме. Па мислам токму тоа ме дефинира во работата. Мислам дека тоа е пресудниот фактор. Дали тебе ти значат, Иако, нели, тоа еве забележуваш ли луѓе со убав глас, да речем? Да. Еса не е само до гласот, знаеш, веројатно и до има нешто повеќе од тоа. Колку гласот еве зборува за човекот? Затоа што тоа ми е професионална деформација, така да ги приметувам гласовите. Има да многу интересни гласови. Според тебе колку гласот зборува за човекот? Колку открива за човекот? Па самиот глас можеби не е туку начинот на кој што зборува. Како што интерпретира. Тоа повеќе ми остава впечаток од самиот глас. Ти помага ли да ги читаш луѓето, да зборуваме дека гласот знае да пренесе и многу емоции, нешто што е па гласот и говорот пред се, да, открива многу за човекот. Колку е образован, што прави, како прави, што читал, што гледал, што размислувал. Така, изразот. Какви гласови има кај нас во земјава во моментот? Какви гласови слушам? Мислиш за јавни... Па еве, метафорично во однос на тоа што зборуваме, бидејќи гласот многу открива. Нели, понекогаш стреперелив глас може да открие немир. Не случајно велат дека дури сум го слушнала тој термин интелигентен глас, каде што самиот глас те тера да имаш внимание и открива колку содржи една личност, мислам внатрешно. Па еве метафорично какви гласови денес имаме, што слушаме? Па слушаме многу лоши работи. Лоши гласови, да. Метафорично, лоши гласови. Јас спомна биологијата. Да. И тоа што ме фасцинира е што еве некако како да се пречувствувал уште како детенце дека има работи кои што ги сакаш и дека еден ден не се не сонувал дека токму животот и секојдневието ќе ти биде биологија на некој начин. Токму така, да. Каков беше во училиште еве во однос на предметот, дали беше активен? Да. Биологија ми беше омилен предмет, секогаш имав петка биологија. Другото така. Мислам, добро, одличен ученик бев, но интересот ми беше по биологија и не вложав некој голем труд за да ги постигнам тие резултати. Едноставно кога те влече нешто, знаеш, оној флоу, кога проучуваш нешто што те интересира, те влече самото, не дека се трудиш нешто да направиш. И веројатно тоа било некој знак кој што не сум го разбирал, дека да сум го разбирал можеби и животната приказна поинаква би била. Во смисла нема да сум избирал македонистика, туку не знам. Но добро е тоа што го избра. Или нешто, да. Мислам дека понашто ме подготвува и мене за тебе, иако морам да кажам дека ти си еден исклучително впечатлив лик и токму таа твоја студиозност, како да кажам, сериозен пристап кон нештата што ги правиш, па дури како студент, не остана незабележан. И некако, ева, ќе кажеме слободно за успешните луѓе, сите кои што седнале на ова столче, како судбината, универзумот да диктирал во која насока
Да, треба тоа да е многу движите. интересна работа, да. Така да еве и Што и во да размислуваме, таа како и да славистичка размислуваме. вечер е некако и почеток на Да. се она што донесе понатаму. Да, по-конкретен, така. Да. Иако имало индици предходно. Индици, но еве не препозна сме ги разбирале. и Мислам, не на- сум ги разбирал како такви. И ќе кажам, јас веројатно оние кои што ја паметат и присуствувале на таа славистичка вечер, исклучително е важно кој ќе го ставите да рецитирате. Тоа Да, беше. да. Така да белорускиот беше дигнат на еден многу повисок степен, звучеше магично. И некако на тој начин и те привлекува, бидејќи кога гледаме нешто што е добро сработено, аз верувам се уште не инспирира и мотивира. Да, се- од она реакцијата, нели, од публиката и Да, мене ме некое подготвува, чувство, да, ме дадоа насоки, но не се сомневам дека можеби најубавиот предизвик ти се синхронизацијата Да. на документарци, нели? Документарци кои што за жал последниве години, тоа повеќе десетина години многу слабо се работи. Па И јас не многу ми знам, недостасуваат. Мислам дека нема домашна продукција толкава. мислам А дека тоа во ми е однос на фак. документарниот филм нема ништо, но ја имаме Тамара Котевска. Така да, тоа е ето, Да, тоа е веќе на ново ниво. Зборуваме за класични. за нели? класични, да, Иве, но Иве Се сеќам во Македонско радио имавме еден термин на снимање за трета културна програма. Тие ми беа омилени. Да. некогаш самиот почеток, според иако закон имаме- беше да треба да се Па и сега создава постојат продуција. закони, ама колку функционираат тие закони и како успеваат медиумите да Кои се влезат, оправдувањата влезат. за недостиг на правење документарни филмови? Само финансиите или имаме недостиг на сценаристи, на интерес? Па мислам на... дека финансиите се главниот проблем. Финансиите и тоа што сме мала земја и мал пазар, така што а продукцијата е таа. Дали ќе направиш ти документарец или некаков филм или каков е било медиумски продукт, тоа е пазарот од кој што треба да почнеме, нели, да ја Може би правиме не е математиката. недостиг на финансии, колку недостиг на интерес за истите. Зборувам за знаеш тоа, како? затоа што финансии има за неверојатно ќе кажам работи кои што навистина ја диктираат културата во моментот, значи имаме и како да издвоиме средства за изведувачи кои што се со сомнителен квалитет во однос на вредноста и оно што ни е неопходно како земја. Едукативно не гледам никаква вредност, иако и како ја ги едуцираат новите генерации. А од друга страна, секој еден од нас со жет, па дури новите генерации ги следат документарците кои што неретко ги гледаме на канали како National Geographic или Discovery, што и да е. Знаеш, документарецот е многу специфичен, што баш му треба синхронизација. Знаеш, едно е да Говорот гледаш... е клучен тука. Да, едно е да Нарацијата. гледаш и да читаш титул, а друго е да го тоа биде подкрепено со, нели, со синхронизација. Затоа што го гледаат и деца, го гледаат постари луѓе. Работиш нешто низ дома, но ќе ти влезе, не? Многу е поинтересно и многу е по привлечно. Во однос на синхронизацијата и како е привлечна кога станува збор за турските серии, Особено тука имаше ама тоа сакам да експанзија. ти кажам, значи домашна продукција, нели, според закон колку проценти од програмата треба да биде продукција на телевизијата или копродукција. Па тоа се турските, не знам дали знаеш дека и они влегуваат во Во домашна продукција. Да, така се. Значи и тоа е наједноставно да се направи. Најевтино, и најевтино да се изведе. И тоа им се брои како домашна продукција и затоа е ситуацијата таква. Затоа сме нација на турски серии. Ти си дециден во однос на тоа, познавајќи те сосем ми е разбирливо кога станува збор за таквиот вид на синхронизација. Да, не сме Препознатлив имали по искуство. некои акцентски целости, кои што еве дури создаваат подсмев, тоа е многу интересно.
Види, знаеш зошто? Затоа што јазикот си има своји функционални стилови. Знаеш, не можеш да зборуваш во секаква прилика на еден таков достоинствен начин. Не знам, официјално да звучиш стил административен, ваков, онаков, casual, колоквијален говор. Се си има своје место. Ја не сум толку поборник на еден такво круто сваќање на јазикот. Затоа што му е кратиш изразноста, богатството на јазикот, ако се држиме до некакви строги рамки. Затоа што јазикот е динамична категорија, тој секогаш се обновува, секогаш Е жива материја. Е жива материја и одразува реалноста, така, совремињето. Нашиот јазик претрпува еден реален импакт, бидејќи е жива материја, со, како да кажем, да се изразам како, знаеш, во Вселената сега популарно имаме интергалактички објекти, ние како да имаме интергалактички зборови, кованици кои што воопшто не се својствени за нашиот јазик, Да, ниту за било кој. стихино, да, многу стихино некако ги прифаќаме. Туѓите зборови, интернационални. зборови. Такво е времето, не? Сите ние И не се- си кул, и да. не си ин, ако Да, не зборуваш да, така. Да. Смртта на нашиот јазик Времето во е говорот го динамично, гледам и во брзо. комуникацијата меѓу најмладите. Сигурно Да, знаеш да, дека да, повеќе се зборува англиски. Англиски со кратенки веќе да тешко да си во текстот тоа како зборуваат младите, што тоа значи, може да ги слушаш и ништо да не разбереш, да. Може би е делом новината, да речеме, до македонистите, оние кои што работат во разни институти и така натаму, да ги некако да бидат во текст со овој брз живот и тоа стихино. Пристапот е примање на- може би премногу демоде. Да, Може би некако треба да се- направиме она што има вредност да биде и Уштиркани. привлечно за новите генерации. Односно да бидеме модерни во пристапот. Се сложувам со Да, тебе да. тука, бидејќи не можеш да му пркосиш на новото време Така е. со тоа што ќе бидеш ригиден. Што ќе бидеш ригиден, да, затоа што едноставно времето ќе те прегази. Седиш овде во студиото на Хоризонт Телма. На Телма одеа вчерашни вести некогаш. Така е, да. Прочитав дека ти било особено драго, бидејќи Да. тоа беа нели сатирични, Едно од саркастични вести, па и најубавите предизвици. зошто ти беше да. тоа Па затоа што посебен предизвик? Затоа што пред се работи со млада екипа и тоа некако многу влие ти да ја црпиш таа младешка енергија од екипата. Бев таму тоа што во суштина сум, нели, спикер, но со една поинаква нота, така. Тоа сепак беше хумористична емисија и навистина беше предизвик затоа што имаше тука интересни импровизации, пак глума, ајде да речеме. И навистина со песна. Стожерот на Она, вчерашни вести многу беше беше Миле Паника, Бранко Огњановски. Да. Па како го доживеа Миле Паника? Дали е повеќе Бранко или Миле? Како? Па Бранко е вака во комуникацијата зад камерите. Повеќе е Бранко, да. Отколку Миле Паника. Да, е интересно прашање, стварно. Те фатили повеќе паника од Миле Паника или од Бранко еве? Не, прекрасен човек. Одличен колега. Мислам и да речеме газда. Газда, Директор. затоа велам. Да. Баш другарски однос. Значи во двете па не е тоа улога, Бранко си е Бранко, но цела Не нација интересно го што го наметна прашањето, да, дали бил Миле Паника, да.
во она личниот однос никогаш не го доживав како Мила Паника. Да. Мислам, Мила Паника, нели, кога ја изгледаш емисијата направена, да. Дали тука е всушност лежи гениалноста, кога ќе се направи тој верувам премен, дека така, кој што апсолутно личноста, која што го создава ликот, нема допирни точки. Одраз на професионалност. И на гениалност, бидејќи ето тој концепт на К15 и таквите ликови и ден денеска се привлечни дури за новите генерации. Да. Evergreen. Кога збориме за кога зборуваме сега што е привлечно, некако целото човештво е роб на животот во виртуелниот свет, слободно така ќе кажам, а некако како сите да се преселени и сите случувања се во рамки на тие меурчиња што си ги правим, што ни ги прават социјалните медиуми. На социјалните медиуми. Интернетот. И тоа мислам дека не е добро. Што сите сме во некои наши меури, некаде се преклопуваат, но сепак се тоа засебни светови, така некако го доживувам. Мислам дека кога го следиме интернетот, барем еве ќе го спомнам, а многу често го спомнувам овде во Хоризонт Илма Рамбо Амадеус, вели дека е многу важно што ќе изградиш во себе, односно какви вредностни елементи и она што е твој двигател во секојдневието, за да ти можеш низ својата слободна волја да одлучиш дали нешто ќе те контролира и што ќе црпиш од тој бесконечен извор на информации. Колку сме ние господари на својата судбина, на што го бираме или не, затоа што е тоа замаскирано, знаеш. Како нас не разбира алгоритмот и што ќе ни понуди и што од тоа ние мислиме дека е наш избор, а всушност ни е наметнато, нели, од самиот алгоритам, кој што ќе ни ја донесе содржината, кој што он смета дека не интересира според нашите кликови. Како да е отворена Пандорината кутија. Ти припагаш сега во моментот на оние кои што слободно ќе кажам се верува дека ќе го спасат светот. Благодарам. И сега кога ме слушат, кога ме слушат се велат што зборува Тина. Зошто го велам тоа? Ти се враќаш на земјата. Да. Србите има еден израз, селјаци че свет спасити, се мисли на тоа што изворот од каде што и потекнуваме, всушност човекот, нели, од земја се враќа во земја. Земјата е мајка, земјата е храна. Така е. Паралелно со она што некако во нашата земја, која што е препознатлива низ векови, како земја на земјоделието, на храната. Да. Ние уште не сме, не може би свесни колку сме привилегирани, што имаме се уште питка вода, имаме и добри временски услови. Добро, малку и идеализираме околу тоа. Мислам, целиот свет, особено Европа, не е баш толку идилична ситуацијата со земјата, почвата, со загаденоста. Не знам дали ги пратиш тие работи. Тоа веќе се гледа и во однос на тоа. Имаше еден професор врз база на испитувања и споени некакви истражувања, оние точки со загаденост на земјата, со тешки метали, со едно друго. Ние се повеќе имаме пластика во мозокот, тоа е исто интересно. Навистина, чистата и здрава земја станува реткост. Не само кај нас, секаде во светот, особено Европа, како човекот безмилосно се однесува кон природата, тоа е факт. Сушност конвенционалното земјоделие, употреба на пестициди, хербициди, прекумерно орање, сето тоа влие. Сето тоа ќе се врати природата враќа. И ни го враќа, да, природата. Се поевидентно е тоа. Ќе се навратам, спаѓаш меѓу оние луѓе во кои што се верува дека ќе го спасат светот. Не ми дај таква сериозна улога. Не. Апропо на нели саланите ќе го спасат светот, да. Бидејќи се помалку човекот задоен со нели таква е пропагандата, нели, такви се модерните времења.
станува технолошки роб, едноставно не му е предизвик веќе да се занимава со нешто што е демоде. Не знам зошто така Не го... зашто демоде, јас мислам дека е тоа Ти станува... така мислиш, но имаш печаток ли дека Иако новите генерации? Не сум влегол во тоа поради некаква мода, туку едноставно како викаат ми влезе чивијата. Па знаеш, сега кај нас некако е модерно да си ти инфлуенсер, да си маркетинг директор, да држиш корпорација, да си елита и така натаму и да ги запазуваш и познаваш исклучително технолошките алатки, се она што е таму насочено е глобално внимание. Да, можеби малку се кајам што не станав инфлуенсер за оваа работа. Па можеш секогаш да станеш и треба да станеш. Одлично, еве вака како размислуваш си е личката добро ти. Како некоја општествена одговорност, нели? Она што го веруваш. веруваш Апсолутно те поддржувам и никогаш не е доцна, еве од денес можеш да треба почнеш. Да се прави да го тоа споделиш со малце поширока публика. Да, зошто реков демоде, бидејќи ми се чини дека на новите генерации да им речеш фати рало, земја, почни да работиш, бидејќи сепак да се посветиш на земјоделието и природата е голема жртва. Тука секако не е семето само си расте волшебно, туку треба многу да си посветен, но затоа добиваш многу убави нешта. Да, тоа е интересното, кога ќе малку прочечкаш подлабоко околу тоа што викаш фрли го семето, па како ќе го фрлиш, па што треба му се направи семето, па што е земјата, што е почвата, како растат растенијата, што се случува внатре, хемиски процеси, ово, многу интересно. Од детенце ја љубиш биологијата, да. Но така, многу сакам да им споделиш на гледачите всушност како започна твојата посветеност на земјата, да одгледуваш, препознатлив си по шпарглите, аспарагус, но едва чекам да зборуваме и за пчеларството, бидејќи твоите пријателки се пчеличките работнички. Ја мислам дека ми се пријателки. Не знам они што мислат. Како не те како по метод ќе познаеш. Не се согласувам. По метод ќе познаеш. Да. Како почна? Сосема некако спонтано. Не знам. На скара ја знам. На скара, да. Еден 1 мај со едни пријатели, нешто и сега со друг пријателов правиме скара и нешто се занесуваме како не ја бива во градот да идеме на планина во природа. И сега вика Ивана моја, што знаете вие скопски лигуши, да ќе речам. Што знаете што е селски живот, тоа е напорна работа и во право е за тоа, но вика еве има од татко ми некој парче земја стои така, вика почни тука, пробај се. И така. И како почнав да работам, некако, како што реков, ми влезе чивијата. Според тебе дали ние како луѓе веднаш се конектираме со земјата? Бидејќи човекот можеби најголема глупост направи што се оддалечи од природата. Да, можам да зборувам за себе сега. Веројатно различни карактери различно доживуваат, некој едноставно нема драйв да искористам еден. Да бидеме ин. Да бидеме ин. Да бидеме модерни. Секако, да. Мене ме привлече некако. Се впушти во тоа. А за земјата, да, има некоја чудна интересна магија у тоа. И веројатно тоа не е само така анегдотално, туку мислам дека има и, заборев како се викаше, бактеријата присутна во почвата, која ја работи земјата, таа испушта и влие на ослободување на серотонин, ми се чини. Така, и ти го намалува кортизолот. Така. Чувство на задоволство, на смиреност. Посебна смиреност е велат луѓето. Значи не е тоа само како некаков медитативен процес, иако е, мислам, кога работиш. И благородно некако. Значи некој убава енергија. Вела дека се што има во земјата, сите минерали ги содржиме и ние. Фасцинантно е тоа. Таа, како ја викаат, англиски зика,
soil food web, почвена мрежа на храна, знаеш. И тие однос, интеракции помеѓу растенијата, корењата нивни, бактериите, фунгите, колку е тоа интрикантно, колку е сето тоа поврзано, мислам, тука ја гледаш таа цела креација, знаеш. Паметеш ли, Ацо, некогаш кога се уште имавме денес популарно наречена органска храна, ние сме генерација кои што и такако сосема логично не беше да јадеме природен домат, кој што е сладок и не, значи буквално го јадеш како јаболко, а им ги ругавме и ги смејувавме западните земји кога ќе отпатувавме како во пластика изгледаат совршено сите производи пластика во пластика, всушност не знам, нема ништо вкус. Тоа е трагично, Тина. Денеска тоа го доживуваме. Што храната, да речеме, на нашите родители или дедовци била по дефолт органска, а сега за тоа треба да платиме голема цена за да јадеме здрава и органска храна, нели? Тажно малку. Но тоа може да се промени. Ете со многу сакам да ме откриеш како ти беше првиот фат. Еве кој те воведе во тоа, бидејќи тоа треба да знаеш. Тука мислам дека дедото, таткото на мојата супруга Ивана, Томе, кој што за жал не е повеќе со нас. Тоа беше интересна спојка, затоа што и он самиот беше дипломиран агроном, но зборуваме за тој период каде што, нели, конвенционално земјоделие, значи орање, вештачки ѓубрива, пестициди, така натаму. И беше тој некој таков конструктивен конфликт. Он со неговите, нели, она што го учел и што го практикувал, може и порано, и јас со некои нови идеи дека може поинаку. Ама многу ми помогна тоа, затоа што, знаеш, целата идеја пермакултура, природа и дека ние можеме, нели, секој за себе и дека тоа е така лесно, не е баш така. Значи, сега едно е да зборуваме ние како некаков да биде, нели, градината како некаков став, некаков показ, демек може така, ако зборуваме, значи, за екзистенција, за самоодржливост, тоа не изгледа толку розово. Има тука многу работа. Колку е државата те излегува во пресред? Толку многу се зборува за субвенции, се зборува и за злоупотреба, дека добиваат субвенции некои кои што имаат парцела никогаш не ја работат. Види, јас сум размислувал, да речеме да тоа го кренеме на некое малце повисоко ниво во смисла да биде тоа некаков можеби бизнис или екзистенција, но не сум стасал до таму. Затоа што сепак јас ја сакам мојата професија, она што го работам професионално. Така и почнав. И можеби поради тоа и не сум отишол во тој правец малку по-сериозно, по-ангажирано да од тоа, освен еве Шпарглава, што е сепак и тоа е као некој. Но Ацо Глас сега прочитав Ацо Шпаргла. Ацо Шпаргла, да. Некаде сум Ацо Глас во телефоните, некаде сум Ацо Шпаргла. Според некој најдобрата Шпаргла. Најдобрата Шпаргла, да. Не верувам дека е што се одгледуваш, еве, кажи ми што се има кај тебе од асортимент? Така малку сум барем бев така мегаломан во смисла да сакам да пробам се. Во смисла како се одгледува ова, како се одгледува патличан. Мислам од класика, нели, сите оние земјоделски култури кои што ни се секојдневие, нели. Пиперки, патличани, краставици, тикви, ово. Дрвцата, па со пчелите ме заинтересира и медоносни растенија, дрва и така натаму. Па нешто поекзотично. Пчелите посебно ќе ми се посветиме. Да. Шпаргалта влезе многу случајно, мислам затоа што многу едноставна некако ми се виде. Тоа беше идеја на еден другар, Бојан Кратулица, наш добар другар. Имаш градина, вика, супер, шпаргла правиш? Што викам? Шпаргла, аспарагус. Сега сум ја гледал, но нели? Не е кај нас некој. Да, не е автентично. Не е автентично, не е така што... да. И немам, викам, ама ќе пробам.
Така по овие семенарни, по земјоделски аптеки, ево викам шпаргалта. И кој себе така бара мислиш. шпаргла, а не автентично да речеме за наша? Па, веќе да, мислам дека секоја година некако станува поактуелна. Мислам дека да, има простор за шпаргла. Нешто читнав за шпаргли, вели дека е многу важно да е млада шпаргла. Да, па ја мислам тоа во смисла во однос на оној муабет, демек најдобрата богата шпаргла. е со Ја не верувам минерали, дека сум секако, некаков магнезиум. експерт земјоделец кој што особено е експерт за шпаргла, но мислам дека зошто ми ја сакаат шпарглата затоа што процесот нели од самото производство до потрошувачот е кратко, значи да биде свежо набрано, тоа е основата. И да береш во прав момент, нели, наутро, навечер. Колку беше ти лично конзумирана шпаргли до да почнеш да ги одгледуваш? Претходно не. Може би имам пробано некои конзервирани оние во тегли. Да, Ми така се најчесто чини, можевме да ги нешто сретнеме. ми се чини да. Брат ми знаеше така да купи некои интересни работи, ајде да замезим. Ама не сум ја овакво. Па дури и сега, од што има интерес, буквално е во сезонава дали 4-5 пати во тие 2,5 месеца, колку што и трае сезоната на берење, дали 3-4 пати ја пробав. Во тој период не само што, мислам, немаш време дури да се бавиш со себе си, да направиш нешто за јадење, туку е све така на брзање. Ги зарази ли со твојата љубов кон земјата и еве твоите деца кои што веќе не се деца, имаш студент во Словенија, всушност и двајцата се студенти? Студенти си имаат обврски, особено и тој период кога се работи на шпарглата, да, они имаат обврски со факултетот, инаку да, знаат и двајцата, имам ќерка. Се сам правиш рато? Имаш ли некој ве кога се бирбите, кога е позактевно испомош? Главно сам, добро. Нешто е проблем е што периодот на шпарглата од некаде крај на март, како се стоплува времето, тоа е повеќе годишно растение. Значи, еднаш насадено може да го береш, ако го береш нели со усул што се вели, може да трае 20 години. Мислам и тоа е една од добрите страни на шпарглата, во смисла дека е повеќе годишно растение. Постојат такви идеи, као да направиме некаков шифт, некаква промена од едногодишни растенија за кои што е потребно нели поинтензивна обработка на земја и така натаму, да одиме кон повеќе годишни растенија кои што не бараат толку интензивна обработка на земјата, со што придонесуваме кон тоа да ја задржиме микробиологијата и сето тоа, да не навлегувам понатака. Па дури да мислам дека се работи сега и на создавање некакви повеќе годишни житни растенија и така натаму. Него забегувам вака со... А колку убаво забегуваш. Дета праќаат на пазар тебе, знаеш? Не, сакам да кажам тоа дека се поклопува сезоната на шпарглата со сезоната на пчелите. Тога пролета е баш интензивен развој на пчелите и тука има операции кај што треба да ги гледаш и така што се поклопуваат активностите така да. Ги спомна пчелите. Тоа ме беше тука голема помош и Ивана, да. Од немајкаде. Ако, мислам дека и низи е убаво. Секој кој ќе даде шанса на земјата, на природата, мислам дека тука во тој свет познаваш ли еве луѓе кои што обработуваат земја, кои што едноставно се креатори, нели, на своите плодови. Да. Среќаваш ли луѓе со анксиозност, депресија, не тоа редовно го слушаме кај модерниот човек. Види, кога е тоа некој хоби, тогаш е задоволствено. Мислам дека вистинскиот живот на земјоделците не е така сјаен.
има една статистика која што Ти се вели чини ли за- дека во тоа е Западот. само кај нас, каде што да речеме немаме модернизација доволна? Не, секаде е тоа тенденција, особено во западниот свет. Ја мислам дека имаше една статистика која што вели дека најголем број на самоубиства има помеѓу земјоделците. Збориме за луѓе кои што живеат од тоа, кои што обработуваат огромни површини, кои што се врзани со Значи, кога ќе се вклучи потребата од профит и кога па тоа е проблемот. профитот е всушност самото погубен по земјоделие, човекот. Иако знаеш, сите мислат, и ти самата спомна дека нема ја мислиш ако имаш земја и ќе наследиш нешто, нема да умреш од глад. Зависиме од природата, од Господ, како што тука вика, добро знаеш. се умешавме Значи, како човештво, па да. почнавме. А ние не придонесуваме со ова конвенционално земјоделие, не придонесуваме кон тоа да обезбедиме некоја сигурност, food security, што викаат. Новите Z генерации популаризираат И некои... проблем е таа комерцијализација која што, знаеш што е проблемот? Од најпластично и од земјоделецот до крајниот потрошувач имаме многу посредници кои што Новата Z генерација, не знам дали знаеш, едноставно ќе ги уништи старите навики во исхраната, специјалитети кои што биле карактеристични за многу генерации наназад, денес нив им се исклучени од менито, но многу сакаат еве здрави навики, здраво се хранат, но некако имам впечаток дека... Па знаеш како, ама не е во ред тоа да биде анксиозноста, нели? Борбата и потребата за здрав живот, ама тоа да ни представува некаков притисок. Се во рамнотежата предпоставувам. Сега морам ова да го јадам, сега волку ќе јадам, сега вака, сега ќе морам да вежбам. Знаеш, некако се губи задоволството во живот. И на крајот на кришата ти можеш да јадеш најздравата и корисната храна, ама да не се чувствуваш добро. Значи, ако имаш Вела некоја дека се што анксија... правиш треба да уживаш, да се опуштиш Така. и да не креираш драма чувствуваш околу некое нешто. задоволство во животот, знаеш. Пошто стресот е тој што е најважен и круцијален за тоа дали ќе бидеме здрави значи, или не. кога слушнав дека твоја втора љубов се пчели. Пчелите, некако да. Да, ма пчелите се чудо на природата. Да. Пчелите, еве, нормално ги спомна документарците, неретко слушаме експерти, луѓе кои што се фасцинирани од тоа што се пчелите. И дека без пчелите всушност природата и не може. Тие Така се социјални инсекти, архитекти, имаат свој јазик. Фасцинантни се во секој поглед и интересно е како изгледа таа нивна хиерархија. Значи, јас не сум знаела дека всушност се неплодни пчелки тие што ги гледаме, што летаат, запрашуваат, дека постои матицата, нели, за жена која што е доминантна, велиме матицата. Таа ги држи неплодни, мислам, неплодни. Они може да снесат јајца, само што тие јајца не се оплодени, така да нека обична. Во таа насока има ситуации во кои што да, пчелата знае да се умисли дека е матица, ако вистинската матица од некоја причина веќе човечки особини да се умисли дека е матица. Да, и ја презема незината улога со тоа што она ќе создава само трутови. Трутовите е интересно, не знаев дека на англиски трут е дрон. И они дрон, да. Така, а ние сега имаме дронови, а многу помалку трутови најверојатно што и правиме на природа. Кои што сваќаме малце во некој негативен контекст, како да, дека сме мрзеливи како труд. Мрзетини кои што ништо не работат и па да, они се не би постоеле. Те молам, раскажи ми го твојот прв контакт со приказната со пчелите. А не пчеличката Маја од нашата. Да. Пчеличката Маја. Сега, вчера ми се чини дека видов некоја нова верзија на пчеличката Маја. На канали, не знам, Ивана моташе канали, викам, чекај, викам, ова пчеличката Маја. Ама за разлика нели од оние старите, сега се може би 3D ќе ја доживееш. Да. Па добро, нема време баш да загледам убаво, ама така ми ја забележав. Што зборувавме за пчели? Еве како ти всушност имаше прв контакт со пчели? Си имал ли страф од инсекти, да речеме, еве? Па не.
вреска дури луѓе другарите ми ги викаат плаши од така. силото пчела, Да. некои со право се алергични на тој Да, убод, да, да. но пчелата е чудо на природата, да. Божие чудо е пчелата. Е. Па еве како твојот прв контакт Како? со твојата некако- пчеличка Маја. Така природен развој на станите, нели? Биологија, природа, растенија, едно друго. А конкретно како почна, брат ми имаше еден колега. Се знаевме така после работно време на кафенце да го резимираме денот, секакви муавети. И сега нели како што ме дал Господ со чуваш пчели? Знаеш што прочитав ова, прочитав вака, онака. Некакви интересни факти за пчелите да ги дискутирам со него и ми вика Доро, вика толку кога се интересираш, вика ајде да те запчеларам. Вика земи 3 кошници, вика ја ќе ти ги населам со пчели, кога дојдеш неколку пати кај мене во различни делови нели од годината кога што се прави со пчелите и така бидно. Лесно ли се доаѓа до кошници пчели? Бидејќи не ретко слушаме дека пчелите се повеќе стануваат загрозен вид. Па добро, ама постои сега некоја ајде да наречам индустрија пчеларска. Така да кој сака не е тоа толку тешко да дојде до пчели. Како изгледаше твојот прв контакт? Значи, ти гледаш сандаците, си леткаат, излагаат, не те познаваат, ти велат добар ден, кој си ти? Како изгледа тоа? Која е опремата, што е она што мораш прво да знаеш? Да, па добро, човек треба да погледа по некој, сега е барем лесно со YouTube и така натаму, да прочита некоја книга околу пчеларство, да се запознае со анатомијата на пчелите, со нариките што се пчелите. Ти беше ли страф од убоди од тоа? Најчесто луѓето од тоа... Види, јас сум внимателен, така што секогаш работам со одело и ракавици. Мислам, ајде, ракавиците, понекогаш се прашаш, си викаш, толку се мирни што можеби не ми треба ни скафандер, кој што го викам, ни ракавици, но во име на тоа да бидам спокоен и мирен, да не те деконцентрира тоа. Затоа што знаеш, пчелите се сепак ги сметаме како домашни животни, но сепак тие диви, никогаш не сме ги припитомиле, само што нивната анатомија е фасцинантна. Еве, јас помна, вела дека тие нивни ножанца всушност содржат многу алатки, преку 54 алатки. Тука ја гледаме всушност совршеноста во природата, дека се има смисла. Пчелите се некаков си таков пример. Дека постои хиерархија, не е само матицата, туку имаат и задачи од типот која ќе прави саке, која не знам што ќе прави. Во текот на низиниот живот различни функции презема, од која ќе се испили, нели? Дај малку раскажи ми, еве, тоа ми е фасцинантно. Верувам ќе ги доближиме пчелите. Од каде да почнеме? Од почеток, од матицата, еве, како е структурално таа пирамида кај нив. Види, матицата не е дека Што прави таа, еве, освен тоа што команда? Она е задолжена да снесува јајца. Но она, како викат, демократска монархија. Значи, таа не е дека е главна и дека таа одлучува што и како ќе биде. Напротив, пчелите си тоа е многу интересен пример и наук за луѓето. Што е вистинска демократија. Како они одлучуваат што ќе прават, како ќе прават. Зависи што се случува, нели, во кој интересно е она роењето на пчелите, кој што се случува обично во пролетните месеци кога има изобилие во природата. И тоа е интересен, фасцинантен факт. Они кога се во пикот на развојот, ќе одлучуваат да напуштат све во име на продолжување на видот. И матицата стара со горе-доле сите излетнички, значи оние пчели кои што веќе комуницираат со надворешниот свет, да отидат на друго место и да ја остават кошницата на следната генерација на пчели, на оние што остануваат, нели, домашни пчели. Апропо тоа што се случува од почеток до крај, значи пчелата од која ќе се испили. Матицата занесува јајце, пило се вика тоа.
стои отворено, пчелите го полнат со храна и тоа зависи дали одгледуваат работничка, дали одгледуваат труд или матица. Значи во првите денови храната иста, ги хранат со матичен млеч, со тоа што како одминува времето, ги обичните пчели со други мешавини на полен и нектар, обработен, ферментиран од самите пчели, додека матицата докрај ја хранат со матична млеч и затоа е таа таква како што е и подолговечна од останатите пчели. Да речеме, има рекорди на матици што живееле дури 7 години, додека една обична пчела знае да живее од 30 на 25, 30, 35 дена, па до 5-6 месеци, тоа се обично вие зимски пчели. Значи, од кога ќе помине нели главната сезона, од кога ќе се случат сите тие работи со пролета, со роењето, со едно друго, од прилика околу август, септември, матицата го залегнува тоа зимско легло што се вели. Значи, онаа пчела која што треба да ја презими зимата и да го одгледа пролетното легло. И таа пчела живее многу подолго. Знае да живее до 4, 5, 6 месеци. Да ја прогура зимата и да помогне напролет да се создаде и да го одгледа да одгледа новата генерација на пчели. Него мојавитот беше за демократијата кај пчелите. Интересно е тие, значи, кога има предуслови за да се случи, нели, роењето. И сега ројот излага, но ретко кога тој излага да знае каде ќе оди, да оди до своето следно трајно живеалиште. Обично, нели, се изројува од кошницата или од какво и да е тоа живеалиште и ќе се закачи на некоја гранка во близина. И сега тука е можноста на пчеларот да ги, како се вика, несовесниот пчелар. Не несовесен, туку немарен. Затоа што поентата е да ние го предухитриме овакво роењето. Подобро ние да го направиме како пчелари, отколку да ги бркаме по гранки. Но како и да е. Излагаат се фаќат за некоја гранка, се тоа прави на документарци сме гледали. Се прави клубе. И сега, што се случува? Искусните пчели, тие што веќе, значи, излегле и комуницирале со надворешниот свет, се викат извиднички. И одат во околината и бараат некое погодно место, кое што треба да исполнува неколку критериуми. Значи, да биде безбедно, да има доволно простор. И тоа е многу интересно, значи, како они го мерат просторот. Тоа е математичари се. Математичари, да, они според. Значи, кога ќе дојде до одреден простор, кој што, да речем, има мал влез, е заштитено од предатори, малку е повисоко, за да тешко биде достапно, обично метар, метар и пол, 2-3 метра над земја. Гледа да е тоа некоја шуплина во дрво, некоја шуплина во некоја карпа, значи така по скровито место. И што ми беше мајатот? Го мерат просторот, значи таа знае да пресмета според тоа колку и треба да го изоди напред, назад, горе, значи прави 3D слика и според чекорите, да ги наречеме, што ги прави во тој простор, она знае да пресмета дали тој простор е адекватен за заедницата. Дали има доволно простор тука, нели, да се направи саќе, и да се сместат колку и да бидат тоа од 50 до 80.000 пчели, кога се во пикот на развојот. Они презимуваат во многу помал број, дури со 5 до 10.000 може сосема солидно да презимат и да почнат нова година. И сега што се случува? Такви пчели извиднички имаш во таа колонија многу. Наоѓаат сите по некое место кое што сметат дека е соодветно.
се враќаат и го комуницираат тоа со другите пчели, со тој пчелин танц, кој што го користат и за не пронаоѓање, туку да им кажат на другите дека пронашли некој извор богат со нектар во околината. Тој, како се вика, тие осмици што ги прават. И се има тоа поента, па со тресење на абдоменот. Колку повеќе се тресе, толку е подалеку изворот, правецот во кој што го прават тоа во однос на сонцето го покажува насоката и така натаму и така натаму. Значи, се враќат, им соопштуваат на другите пчели. Оди делегација да види едните вамо или одат на повеќе место и се повеќе пчели во зависност нели дали е тоа место подобро или ова место е подобро или третото место е подобро. И тој процес трае додека сите не се согласат, а се согласуваат со тоа што сите почнуваат да го покажуваат тоа место и дека се согласуваат дека тоа место е најидеално за кажи го за следно живеалиште да им биде. И тоа е таа демократија која што значи не останува опозиција, тоа сакам да кажам, која што ќе се конфронтира со мнозинството, туку на крајот сите се согласуваат дека тоа е местото кај што треба да одиме, дека тоа е одлуката што треба да направиме. Еве во тој сојуз, во тоа нивно перфектно одредено општество, како ги третираат оние кои што не ги почитуваат правилата, постојат ли такви пчелки? Па мислам дека не знам дали постојат такви пчелки. Какви се со тебе, еве? Сепак човекот создава некаква релација. Да. Тоа го знаеме и нели. Да, па ама како што реков, Мача, куча, и пчелка знае да ти биде миленич. Тоа се диви суштества, да. И мислам дека ако има некоја интеракција, тоа е повеќе на некој чувствено ниво, не знам, можеби чувствуваат некакви феромони. Дали препознава дека им мислиш добро или ако е натрапник да речеме? Па некои не се согласуваат со тоа дека им мислиш добро. Да, знаеш да почнеш да ги прегледуваш и сега имаш кошница, друга кошница, трета кошница, милина онака. Мирни се, прекрасни. Отвори една кошница и знаат да бидат нервозни. Бунтовни. И сега тоа од што зависи, дали матицата била вака. И има веројатно тоа влијание, затоа што она со своите феромони ги контролира сите пчели, им дава сигнали што и како треба да прават. Драго ми е тоа што прочитав дека ти се им создал еден амбиент каде што они може да се обскрбуваат, односно тоа запрашување и да собираат пчелките, нели? Се што им треба неопходно да го создадат најубавиот ливадски мед. Дали во ќе се изразам фристайл, пчелката во слободен лет се уште има чиста, здрава средина, без некој да има возможност да речеме во земјава, која што ќе даде можност таа да екзистира и да создава можеби најубав див мед, еве така да кажеме. Да. Па регионот кај што ја ги чувам е прилично чист, затоа што нема луѓе, за жал. Значи, каде го нема човекот, има. Да, сега тоа е добро и лошо, во смисла дека теоријата е дека порано, кога селата биле живи, кога имало добиток, стада овци, крави и така натаму, значи ливадите се паселе, се наѓубрувале со природно ѓубриво и така натаму. Ние паметиме како деца Скопје беше преполно со цветови. Затоа што едно е да имаш ти порасната голема трева каде што нели спречува да некои нови билки во зависност од сезоната да се појават и така натаму, дека можеби тоа влие што да речеме од 90-ти години па навака се променети условите и количините на мед кои што во просек се собираат во текот на годината. Што сум зборувал со постари пчелари, мислам постари што пчеларат подлого време.
дека од 2000 навака веќе некој просек, ако е тоа стационарно пчеларство, нели? Имаш стационарно кај што не ги селиш пчелите или ја бркаш пашата, како што се вика. Ако некој просек порано бил 25, 30, 40 кила у убави години. И сето тоа зависи од заедницата. Дури имаш такви екстреми кај што можеш и до 90 кила можело да се соберат. Со различни техники, двоматично пчеларење, така натаму да не го тупиме. Сега со 15 килограми мед си добар. Зборуваат и за хемискиот состав и хранливоста на поленот, која што наводно опаѓа по последниве години. Во смисла дека количината и хранливоста на тој полен не е иста како што била пред, да речеме, 2-30 и повеќе години. И тоа со што се има влијание, може само да претпоставуваме. Па веќе реперкусии во однос на загадувањето, типот на храната. Почвата, тие научно потврдуваат дека немаме веќе пластика во мозокот, значи тоа е толку е комплексна што ние мислам дека и како наука дека паќаме само што викаат bits and pieces од целиот мозаик што навистина се случува. А си играме како да сме богови, како да знаеме се и правиме работи кои што со најдобри намери, како што и патот до пеколото. Да, е поплочен со најдобри намери. Ќе кажам, човекот изгреши никако што сврти грб на сваќаме дека сме потишле во едно ќорсокак. Во еден ќорсокак. Така и со вештачките ѓубрива, така со пестицидите, така. Па така и со медот. Еве неретко слушаме дека кога настапува профитот, всушност ти конзумираш шеќери. Медот е еликсир. Медот е здравје. Значи, оно што го дава таа вредница пчелка и целата таа приказна на чудо од природата, затоа и медот најверојатно е цел тој труд што се вложува, е таа архитектура на постоење, комуникација. Медот е нешто што никогаш не се расипува. Еве од тука ќе почнеме. Медот е лек за многу нешта. Зборуваме за оној прав, природен. Природен мед, така. Мед и само мед и ништо друго. И ништо друго. Имаше како беше таа рекламата? Само овошје, цедено овошје и ништо друго, ни повеќе ни помалку. Медот буквално, ако ти биде и составен дел, можда и нешто што ти е главно во менито, ќе преживееш. Како всушност, еве, бидејќи работиш, создаваш мед со твоите пчелки, како човек може денес да препознае што е прав мед, што е импровизација, пола мед, пола шеќер? Многу е тешко да се реално. Мислам, сите ние сме дали гледале на некакви рилсови или информации како во домашни услови да препознаеш дали е медот природен, па го ставаш на тасна, па со вода, па го раствараш, па ако прави вакви бранови, онакви бранови. А тоа за шеќерувањето значи? Ако се цеди, како се цеди, се тоа муабети кои што може до некаде да се точни, но тешко се препознава. Дури ми се чини дека кај нас и нема лабораторија која што она навистина не една детално убава анализа ќе направи. Мислам дека во Србија и тоа пред некоја година направија некој ангажмани околу тие собирни центри, преработувачки капацитети и меѓу нив, мислам во незин склопи како некоја лабораторија која што според последните информации не функционира. И тоа веројатно не функционира. Мислам, не навлегов подлабоко во темата, ми дојде така да ја прочитам, па си создав некој мислење. И веројатно е тоа од некакви лукративни причини, од тој бизнис со медот, увозен мед, кој што е голем проблем, така. И тоа не само кај нас, Германија, Франција, насекаде, нели. Сите знаеме, излагаат информации околу тоа. Тестираат, не знам,
100 примерока од различни производители, од тие 100 примерока 80-90% е фалсификат некаков. Од онакви медови кои што пчела не виделе, што се вели, некакви инвертирани сирупи со со различни ароми. Дека во Израел се имаме пчели робот. Да. До добро, тоа не значи дека може би прават. Може би тие роботи се почесни. Почесни, да. Човекот се излегува некако дека од каде потекнува тој нектар, нели? Дали мислам и до свеста на луѓето сега. Јас на Facebook по некакви форуми сега се дискутира, имаш и такви стави од пчелари во смисла на прихрана во време на медоберење. Товење на пчелите. Па за секој случај сега они нели летаат, носат нектар, ама ти за секој случај нели им дотураш сирупче. Во смисла па се што пчелата ќе преработи се е мед и тоа е технички така, но едно е да преработиш нектар во кој што од различни растенија во кои освен нели фруктоза и овако гликоза. Со твоите пчелки произведувате исклучиво ливадски мед? Па местото е такво што да, би требало да ги носам на планина или некој повисоко место, да, и тоа стои како некоја идеја, само е никако да се реализира, да берат шумски мед. Шумскиот и тоа е доста интересен, мислам и добар, појак мед. Иако ова е убав, дали е местото такво има некоја специфика. Јас мислам дека местото е одговор на она што ќе го добиш. Медот е во главном тоа ливадски, иако секоја година има некоја малце поинаква арома. И тоа веројатно зависи од тоа каква е годината, кои цветиња цветале, кои нектареле, затоа што она може да цвета багремот, например. Досега од пчеларам од 2018 година. Таа година кога ги донесов, значи од кај пријателов што ме за пчелари, тоа беше 2017, презимја кај него и на пролет ги однесов кај да ги носам некам у село, дедовината. Тоа беше многу интересен тој момент. Околу куќата, околу пчеларникот има доста багреми. Мислам, целиот поширокиот регион не е нешто богат со багрем, ама околу има. И тоа е спектакл. Ти кога стоиш по тие дрвја и имаше брум околу тебе, ама тоа таков брум да стварно така те наежува, човече. Мислам, милиони пчели околу и тоа е еден таков сеопфатен, се присутен брум, фантастично е нешто. Сакам да кажам, тогаш медеше многу, ама таа година, затоа што од тие три решив да нели да ги изголемам малку, не вадев мед, веројатно тоа што беше добра годината. Еве во овој период, некаде пред да финишираме, да речеме со разговорот, во овој период на што се насочен, да речеме, во однос на одгојот, што со пчелите? Што се работи сега? Да. Па сега би требало малку со други обврски, фамилиарни работи, така малку... Со твоите пчелки по дома? Со моите пчелки, да, со моите пчелки по дома. Сега е период кога сега треба да се направи еден третман. Тоа е најголемиот проблем со денешното пчеларство е вароата. Тоа е крлежот на пчелата, која што е сам по себе многу незгоден паразит и баш е вектор на разни други болести. И во досегашното пчеларење со употреба на отрови само правиме поголема штета отколку корист. Како се јавува тој паразит? Па тој паразит потекнува од Азија и полека нели со размена на стоки на меѓу земјите и континентите се во отприлика 80-70 години се проширува во Европа. И сега што е работата? Азиската пчела успеала да најде начин да живее со него. Значи не и прави толку големи проблеми како нашата не со азиски грип што не е толку европска погубен. апис мелифера,
со кое што ние пчелариме тука. И тој кррлеж прави големи проблеми во пчеларењето и сите досегашни методи некако не се покажуваат успешни, особено што тие амитрази, тоа е најчесто досега користено средство за борба против крлежот, стануваат се крлежот станува се порезистентен на тој отров, а тој отров остава страшни резидуи во медот, во саќето, влие на пчелите. Јас не го користам, има некои понови методи со користење на органски киселини, мравја, млечна, оксална и така натаму. Може би одговорот го има во природата, кои што, па сакам да кажем именно, млечната, мравјата киселина, оксалната киселина содржи во одредени концентрации во самата храна, зелените работи содржат оксална. И сакам да кажам, таа испарува така што не е штетна за нас. Но мислам дека и тоа не е добар пристап. Во која смисла? Во смисла дека ние, како и луѓето, ги правиме послаби, ги правиме зависни од нас. Да не им го охрабруваме имунитетот. Значи, се мешаме во природата. Во Божјата работа, во природната селекција, како што е замислена природата, како што функционира според тие закони, ние го правиме обратното. Да направиме таа паралела со азиската пчела, кај што тој крлеж е присутен, нели, со векови, со илјадници, можеби милиони години. И како таа обстанала? Па така што обстанало само таа генетика која што била способна да се избори со тој вирус, да стане отпорна на него, да створи некакви однесувања, карактеристики кои што ќе помогне да обстане. И се прават некакви напори, мислам дека тоа треба да се омасови, дека дури не би било лоши некаква политика околу тоа да се спроведе, сакам да кажам, од земјоделски факултет или од некоја инстанца која што би работеле малце покоординирано на тоа, да се работи и постои тоа пчеларење без третмани, значи, како викаат енглезите, treatment free beekeeping. И да се прави селекција, затоа што веќе се забележуваат одредени однесувања на пчелата и генетики кои што успеваат подобро да се борат за разлика од други. И на тој начин, со наша помош, да ја убрзаме таа природна селекција и создавање на една генетика која што ќе биде поотпорна на варуата и да нема потреба толку да ги малтретираме со секакви третмани. Ато многу ми е драго што одвои време и дојде во Хоризонт тема. Да, баш се разборевме некако. Па ќе се разбориме, такви се темите и секако кога нели соговорникот те инспирира, има што да каже. Понекогаш и долгото време поминува без да го почувствуваш. На сам крај ќе се навратиме на она што ти е нели професија. Ќе споменам дека најголема пасија и со самата разбираме синхронизацијата на популарните цртани филмови, долгометражни, за оние кои што ги гледаа Штрумфови, односно новите генерации, а не израснавме, твојот глас е препознатлив како Веле Штрумф. Веле Штрумф, За крај, дали се подготвува нов проект и во кината ќе те слушаме во улога на кого? Да, со Дејан Ангилевски, Кларин студио и одлична екипа сме собрани таму и имам најава дека и тоа месецов сега треба да почнеме со дали беше вториот дел од новата сезона. Некаде летоска. Динамично не можам да ги сместам во датуми на станите, но сработевме пола сезона, сега треба да ја довршиме уште некои 2-30 на епизоди. И со нетрпение ги очекувам. Тоа е едно од најубавите, Мислам дека и пчеличката маја како да се врати повторно за новите генерации. Некако
како ремейкови, преработки, се Ова повторува. беше на некој странски канал, мислам и така ми налета, не знам што правев. Викам ова Чиличката Маја, стварно интересно, баш ќе направам муавет. Тоа беше Дали има германски расположение, цртан може би филм, да се- нели? Да, оригинално беше Германски беше. германски, да. Јас паметам дека непребол ми беше да имам ташна за на училиште со Чиличката Маја. Па такви имаше во Стоковна. Се сеќавам, сум ја сонувал Чиличката Маја. Се сеќавам на една ситуација како влегувам во тој свет. Ама, нели? И ти си малечок, не знаеш што си, дали си пчела, ама како имаше некоја интеракција, така и ме разбуди мајка ми за училиште. А еве, гледаш некако И ми беше многу универзумот зашто си не ме дава остави да сигнал. отспеам уште малку. Александра, благодарам многу. Беше задоволствотина. Ти Мене ми благодарам беше на огромно поканата. пред се поради тоа што еве ќе си дозволам да кажам дека и приватно се познаваме од студентски Така. денови и секако долго те немам сретнато, те гледам дека си во топ форма, затоа се најзаслужни твоите пријатели низ секојдневието, покрај твоето семејство, а тоа се и пчелките, Така. и земјата, и се разбира дека дури и цвеќињата и се околу нас не слуша и не чувствува, сепак природата е жива. И треба да ја Апсолутно е почитуваме и сакаме. Така е. Ти благодарам уште еднаш. Фала ти.